Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е ВД директорот на Управата за извршување на санкции Александар Пандов. Господине Пандов, кога станавте ВД директор, дадовте една изјава дека куче да се врзе во затворот шутка, ќе попушти и со памет и со здравје. Каква е генералната слика во затворите општо во земјава? 12 казнено-поправни домови и установи има Република Македонија. Шутка е еден од нив, затворот Скопје. Факт е дека не е цел затвор Скопје таков, Шутка е за публиката подобро да разбере. Но одреден број на кели, кога го прошетов затворот, имаше графити од 1989 година со пенкало пишувани. Значи, не е офарбано таа келија од 1989. За жал, се уште директорот Утковски интензивно, со оние средства материјални кои што ги поседува, интензивно келија по келија ги реновира. Меѓутоа, да, има уште неколку кели, не неколку, сега точниот број не можам да ви го кажам, во конкретниот посочен затвор, каде што, повторно ќе ви го кажам истото, куче да врзете таму, не знам колку ќе издржи. Во однос на другите затвори во земјава? Имаме затвори кои што се европски затвори. Значи, имаме воспитно поправен дом во Тетово, Волковија поточно, за малолетни престапници, кој што е буквално европски затвор. За него пак можам да посочам и одговорно да тврдам дека можеби 70-80% од дечињата дома низ Македонија нема такви услови како што имаат тие деца таму. До кујната, до се, тоа е супер нов затвор, негде кај 18-20 година е пуштен во употреба. Да речеме, затворот Куманово исто е релативно нов затвор. Отвореното и полуотвореното оделение во Идризово исто се супер солидни. Тие се исто 18 година пуштени во употреба. Меѓутоа Европската комисија во напредокот има за повеќе Северна делови. Македонија да поменува дека Знаете генерално состојбата е страшна. Дали вие почнавте нешто да менувате? Да, со оглед на страшна е во два дела е страшна во Македонија. Прво, ние јас она што го наследив. Наследив тотално руиниран затворски систем. Имено, без никакви дисциплина и од страна на затворската полиција и од страна на затворениците. Се вели дека сте наследиле проблеми, тоа веројатно го велеле и сите директори пред вас, па состојбата едно 20-30 години останала е променета. Така е, но било кого ако сакате, било кого, во било кој затвор појдете, да прашате, ќе ви кажа дека како тие 7 години додека владееа СДС и ДУИ, како што тогаш е урнисан системот затворски, никогаш не било така, дека сме наследиле супер квалитетен систем од онаа бивша држава од СФРЈ. Тоа е точно, тоа е и во учебници, и јас пред 2 недели имав можност во Република Хрватска да појдам посетив 3 затвори таму, Реметинец, затворот Лепоглава и во Пожега. Истото и они го кажува дека ние сме имале како југословенска држава затворски систем кој што бил супер, еден од најдобрите во светот. За жал, не велам дека не движеле работите на назад. Меѓутоа, еве и кога ви посочував околу квалитетот на градбите, јас што ви реков, 18-та година е пуштен. 18-та година. Тоа значи дека во минатите години се изградиле, минатата власт требале само да ги пушта тие затворски установи во употреба, а во овие минати 7 години шајка не е закована. Не само што не е проблемот во Македонија само квалитетот на градбите, и овие забелешки морам да посочам. Они кога говорат, да речеме, за затворот Идризово и квалитетот таму на условите, они влегуваат во одреден дел, така се нарекува тој амбуланта. Тоа е онаа стара, најстарата зграда во Идризово, 46-та година е изградена, и точно тоа не е добро. Меѓутоа,
кога ви реков дека отвореното и полуотвореното оделение се направени, било планирано и требало од 2023 втората фаза, тие биле од првата фаза изградба на Идризово, втората фаза требало да се изгради и тој затворен дел, требало нов притвор, болница да имаме таму, до 2023 година, за жал, не направиле ништо. Сега, мислам дека наредната година, јас сум оптимист, дека ќе се започне со изградба на втората фаза и тоа додека не се направи, ние можеме таму да фарбаме, да префарбуваме, меѓутоа влага има едноставно и тоа непоправливо е. Тоа се фрлање на пари, таму ако се реновира тој затворен дел кој што е на Идризово. Тоа говориме во однос на заемот и државното финансирање заедно со Европската банка при пошто има Европа. одреден 2/3 ни се пари од Европската банка за обнова и развој, 1/3 треба македонската влада да ги одвои. Криво лево проценката се околу 40 милиони треба да кошта втората фаза на изградба. Имавте посета негде на 7 октомври, ако не се лажам. Од представници или? Од ЦИПИТИ? Да. беа. Кој е епилогот од тие средби? Па, се уште го чекаме извештајот. Извештајот ќе биде, видете, јас во овие 5 месеци 20 часа во текот од 24 сум посветен на подобрување на работите. Повторно ќе ви кажам, она што јас го имам наследено е руиниран. Ако го споредам со она што го видов во Хрватска, ние сме небо и земја сега. Токава е разликата. Од како работи затворската полиција таму и како работат целиот тој систем, до каква економија има. Ние сме наследиле одлична економија, било кој жител на Скопје ќе ви каже да, од Идризово најубавото кисело млеко го јадевме, имале столарска работилница, шахови се работеле. Нема ништо сега. Буквално едно јајце не се произведува во Идризово, еден патлижа не се произведува во Идризово. Во Хрватска они се само и одржли веќе тој затворски систем. За вас верували или не, нема затвор кој што не имаат остатоци на крајот од годината по 100, 200, 300, 500 илјади евра. Ние како затворски систем, јас, како директор на управата за извршување санкции, ја имам најголемата работна сила. Ние имаме во моментов, не ме фаќате, плюс 5, минус 5 луѓе, 2000, последниот од вчера ви ги давам податоците, 2175 затвореници и околу 350 притвореници. 1000 луѓе од тие 2175 може да бидат работно ангажирани, дали во металуршка индустрија, дали столарска индустрија, дали да произведуваат храна, фарма за свињи, телиња, овци, што и да е, кокошки. Меѓутоа, се што е потреба за затворите, ние можеме сами да си ги произведуваме. Јас правам се да заедно со директорите на затворите во иден период тоа да биде така. Во тој поглед тоа што било претходно. Значи, така е, ние за да дојдеме до тоа што сме биле 90-та година, вистински многу труд треба, многу желба, многу волја, многу енергија, ја имам и јас се борам за тоа да дојдеме до тоа така. Ако хрватите можеле, тоа имав можност да се запознам, не да да отидам во Србија да ги видам затворите, но ми беше посочено дека и таму тоа така функционира. И сега јас во друго нешто што правам, имам ангажирано одреден број на професорки од правен факултет, судики, луѓе кои што се во затворскиот систем познавачи, да се изменат одредени членови во Законот за извршување санкции, да секој затвореник, кога ќе му биде понудено да биде работно ангажиран, ако не прифати, да ги изгуби сите привилегии. Односно, оние 7 часа викенд, 20 дена одмор, да не може да ги користи. Едноставно да тој човек таму поминува 8 сата да одработи за државата и за затворите. И со самото тоа мислам дека и тоа е најбољи начин за ресоциализација, затоа што ние сега што правиме? Ние имаме
фрапантни. 67% од затворениците ни се повратници. Ја мислам дека ретко каде во светот има токава бројка. Дали се уште имаме кризна состојба во затворот Идризово? Да, за жал, има одлука на влада да до нова година нема примање на нови вработувања. Јас барав, меѓутоа остана на таа одлука владата и се надевам дека од јануари, февруари месец ќе има нови вработени. Без тие нови вработени не можеме ни едноставно да ја Колку не тргнеме. достигаат? Па таму ни достигаат можеби 150-200 луѓе. Кога на почеток се прогласи кризната состојба, виновни во наводници, беа и повратниците од бојштата во Сирија и Ирак, кои отслужуваат казни затвор во 6-то крило во Идризово поради ширење нели на радикален ислам. Каква е состојбата сега? Ние работиме со тие луѓе, меѓутоа еве и во тој дел. Идризово има 4 дела. Има отворено, полуотворено, затворено и женско крило. Женскиот затвор е одвоен. Затворениот дел на затворот Идризово, мислам дека е, а таму имаме 50, 48, 9 луѓе со доживотни казни. За да имате представа, јас сум нешто повозрасен, имам служено војска, тоа е налик на касарна. Значи тоа се спални со по 10-12 луѓе, вратите не се заклучуваат и целото тоа крило, вие што го нарекувате, се стотина луѓе кои што слободно си се движат тука, си И дружат. комуницираат меѓу себе. Така е. За такви затвореници нас ни треба затвор каде што ќе има келиски систем, каде што не повеќе нека се 4 затвореници внатре, во даден период тие ќе бидат под клуч. Кај нас тоа не е така. И дали е тоа опасно што е така? Да. Дали е опасно да сте вие затворски чувари да влагате меѓу 100 такви затвореници? Да. Што преземате како превенција? Да изградиме нов затвор каде што од затворен тип, таа е таа втора фаза на Идризово која што треба да биде направена, каде што сите тие такви затвореници така би биле сместени. Господин Пандов, на почеток на интервјуто ги спомнавте осудените од 27 април. Негде десетина лица осудени во тој случај во јули-август добија отпуст заради здравствени причини, дел од нив побара и прекин на затворската казна. Имаме прекин се уште? Да, Излегуваат? да ве коригирам, ситна е корекцијата. Прекини се тоа. Ако имате вие медицинска документација во која што имате некоја акутна болест, која што треба веднаш да се превенира, да имате некој оперативен зафат. Да, поради здравствени причини. Така е. Човечки е, според мене, вие да му дадете прекин на тој човек. Безмалку секој еден од 27 доби по еден прекин од мене. Подоцна немал дел од нив, половина и повеќе, добива по месец, по 2, по 3 судски прекини. Поголем дел сега од тие луѓе се повторно во затворите. Мислам дека многу мал број од нив, ама тоа се со судски прекини, се уште се надвор. Најголем дел од тие луѓе се во затворите. Каков е вашиот став во Дека треба веднаш, вчера дека требале да бидат ослободени. Јас не сум правник, како тоа државата ќе го реши не знам, ама час поскоро треба да го реши, затоа што на крајот од денот, еве сега од позицијава која што ја работам, имам честа комуникација со суди, со обвинители. Буквално, веројатно, само Добрила Кацарска уште во држава мисли дека тие луѓе треба да се внатре. Тие и да имале некаква вина, 100 пати до сега ја имаат одлежано. Мислам, сите се сеќаваме на тој 27 април, тие луѓе треба сите до еден да бидат надвор. За жал, веројатно се бара правно решение, јас повторно ќе речем, можеби и сум во тек, меѓутоа нема да се допуштам сега да навлегувам како да се реши.
Јас сум оптимист дека во некој краток нареден период ќе биде решено конечно тој проблем и тие луѓе ќе си бидат со своите семејства. Опозицијата во септември излезе со информации дека вашиот син станал советник за млади на премиерот Христијан Мицкоски, па би ве прашал дали тоа е конкретен пример на партиски непотизам во државни институции? Не, партиски непотизам е ако мој роднина, дете, син, не е важно, кој што нема никаков контакт, нити со партија, нити со било што, добие функција државна. Конкретно... Мислам дека го пишува вашиот син, така дека исто бил член на ВМРО ДПМН. Дозволете ми, сега ќе ви кажам. Конкретно, постариот син е подеднакво исто активен колку што сум јас партиски активен. И тоа законот не му го забранува. Било кој што го посочува него, нека влезе на неговиот Facebook профил и да види во последните 6-7 години што се има правено он партиски, колку бил активен. Дури повеќе јас сум горд што сум успел, пошто и политиката е професија, да го заразам, така да речам, со политика, да сака да се занимава со политика. Да речем, имам помалиов, се уште нема никаков афинитет кон занимавање на со политика и јас јавно ви тврдам дека нема шанси да го видите вие на државна функција помалиот син. Тоа е непотизам. Столе беше супер и се уште е дел од извршниот комитет на Унијата на млади сили, е еден од повидните, сега глупо е за свое дете да говориш така, меѓутоа еден од поактивните деца таму, он има 27 години во Унијата на млади сили и според мен еден од надежите и кадрите на ВМРО ДПМН, затоа што и јас и секој еден на крајот од денот старееме, биологијата е немилосрдна наука. Јас би ве замолил еве да го прашате и претседателот и било кој во младинската за Столе, дали е активен, дали е заслужено кај него, дали е одработено, дали е он кадар кој што партијата рачуна на него како таков или јас сум имал влијание да он добие некаква функција. Господин Пандов, ви благодарам за интервјуто. Благодарам за поканата. Почитувани, вие го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.